Pič prič v Kumanovo. Dobro večer, Kumanovo. Mnogo ni je drago što smo tukaj na ošte jedan pič prič. До сега сме имала неколку надвор од Скопје, најголем ми рекам беше да дојдем овде и иако светлото ни бие во очи, гледаме дека е полна во салата, така што браво за вас што дојдовте. Како што Румена кажа, ние сме Пич Прич, дојдовме тука за нашата цел е да ја продолжиме на некој начин женската устна историја, околу која што Румена ќе ни каже нешто повеќе. Па, секој настап почнуваме со разговорот зошто е битно да продолжиме женската устна историја или да речеме орална традиција, како што би наши джингл на 103. Всушност, идејата е дека жената во историјата секогаш била замолчувана на начинот, мислам, на сите оние други начини кои што за се она што се сметало за релевантно или во јавна сфера, се уште е најголем дел од политичарите, се политичари, значи мажи и градоначалнички, имаме 2-3 така нешто. Пишаниот канал е секогаш машки. И едноставно останала тоа што останува на крајот дека жените ќе треба да се изразат на ваков начин, раскажувајќи приказни во скутовите на нашите баби, приказните што сме ги слушали. И повторно, затоа повторно се збунив, не знам зашто имам многу трема. Ајде ми да направам. Затоа што тоа направи мора, викам Ана, јас овој пат ќе кажам за оралната традиција, пошто она стално збори за тоа и викам, баш ајде ти збори за тоа и ете што се случи на крај. Нема врска, ете јас го запретнав мојот дел, сега ќе ви кажам дека обично што се случува со Пич Прич. На сцена најчесто излегуваат 6 жени, некојаш 5. Зависи дали ќе ни откаже некоја. И понекогаш по некој маж. Да, мажите ги викаме за квота, за да не кажете дека сме шовинистки. Така што Љуми ти благодарам. Не, Љуми ни е голем фаворит, ќе ви кажам последно зошто. Меѓутоа, приказната е што идејата е да се раскаже приказна во времетрајање од околу 10 минути. Приказната може да биде фикционална, може да биде измислена, може да биде и нешто што навистина им се случило на нашите раскажувачи, но тоа не можеме да го знаеме. Досега секогаш бираме различна тема. Темата ја смислуваме во однос на тоа што се случува во тој, некогаш во тој, што е релевантно. Денешната тема дома нема никој не е заради едно апсење и одење во затвор, кое што е многу релевантно и еден бивш политичар кој што не можеме да го најдеме дома. Туку, Ана, објасни одамна ја решивме темата, пред тоа да биде релевантно. Можеш да ни кажеш нешто околу тоа? Да, се потрудивме темата, значи дома нема никој, се однесува на тоа што Куманово е печалбарски град на некој начин, односно многу луѓе од Куманово се оцелени привремено или постојано, на тој начин оставајќи ги своите огништа, а од друга страна исто така домот е онаа сфера која што традиционално се врзува за жените, нели примарната одговорност се уште на некои места се очекува од жените примарната одговорност и задолжение во нивниот живот да биде домот, грижата за домот, што се случува со домашните, благосостојбата нивна и така натака. Ама ние сакавме па да видиме ете домот, да, приватната сфера е на жените, нели јавната е на мажите. Сакавме да видиме што се случува кога дома нема никој, кога е празно и кога жената има еден цел свој дом на располагање. Вирџинија Вулф уште одамна кажува дека за да може една жена да се оствари во некоја професија, потребно е да има, конкретно писателка, потребно е да има сопствена соба. А што се случува кога има сопствен дом, кој што е празен? Ке видиме денес имаме 6 личности од нашата јавна сфера, од кои што некои се од Куманово, а некои не се. Ќе започнеме традиционално од левата страна. Да, со Драгана Гунин,
по баба ѝ, што е многу важно за нас. Драгана Гонина е една млада режисерка која што туку имаше својата прва официјална премиера, мислам дека пред 2 дена, така нешто, во Турски театар во Скопје, во Турскиот театар во Скопје со представата Ана и Хана, која што е правена по мотиви од дневникот на Ана Франк, како што може да се види и самата Драгана е доста посветена на женското творештво. Освен тоа, Драгана не само што има завршено има завршено дури 2 факултети, дипломиран психолог, за ова уште немам именка во женски род, и дипломирана режисерка. Ве молам еден голем аплауз затоа што се согласи. Честопати ми викаат, ама ајде, ова настан нема што да имате трема, ова е само модерирање, меѓутоа јас не го доживувам така. Овој настан мислам дека има еден многу перформативен театарски момент во него и браво Драгана што реши да го скршиш мразот вечер во Полеви. Здраво, фала ви многу. Фала Румена, фала Ана. Дечки, ја имам многу трема, пошто сум од тука и пошто сум прва. Така да имате разбирање, ве молам ако треснам нешто, не била намерна. Ана кажи му премиера пред 2 дена и така ќе си го отварам мојот говор. Представата е нели за Ана и за Хана, за Ана Франк. Адаптација на Ана Франк. Ана Франк во еден момент во својот дневник пишува: во мене живеат 2 Ани, едната е секојаш весела, расположена, оптимистка, све супер, ама кога ќе почнат да ме закачкаат и ќе почнат да се шегуваат со мене, не ме сваќаат сериозно, тогаш тоа доброто го свртувам навнатре, а тоа ше лошо го вадам надвор, затоа што сакам да се заштитам од другите. Така да би сакала, доколку, например, доколку не би постоеле други луѓе на светот, ја да дојдам, например, до таа Ана која што е многу убава и која што е најпрекрасна на свет. Ја немам такви 2 Драгани, меѓутоа имам 2 Драгани, некојаш имам и поише. Едната Драгана, која што има голема веројатност да е сретната, е супер, многу фина, многу љубезна, културна, све окей, оптимист и, што би рекле сите, многу си нежничка, така да нежничка. И една Драгана која што е краљица уствари, што е лута Драгана, односно Ифрит лута Драгана, затоа што има многу работи кои што пречат и кои што сака да ги промени. За добрата Драгана, така ќе ословувам, домата е топлина, домата е заштита, домата е рад и дел од луѓето кои што ми се дома се во публика. Меѓутоа за другата Драгана, домата одамна е место во кое што нема никој, уствари. И домата стана место кое што место да те штити од олуја, ти ја предизвикува. Домата стана место каде што те ставаат во кутија и ти ставаат етикети. И дома стана место кое што е навистина туѓо и кое што нема бар никаква топлина и од време на време нема ниту светлина. Точно знам и датум и презиме на настанот кое што ме испровоцира да се чувствувам вака. Тоа мислам сите го поминавме тоа, 9 и 10 мај 2015 година. Ми стига мене порака со бајле у 7 саат, кај си, дали си окей. И си викам зошто вака ми прави, зашто ме праша другар ми што е работела, затоа што знам дека се нели апсел студенти, ама тоа беше претходната вечер, па си викам окей, ќе ме прашаше да се ја 100 пати. Не ме праша. И спиев, мислам станам, гледам, проверам на Facebook, сите пишува дека се пука. Никој не знае зошто, никој не известува, апсолутно никој освен луѓето кои што живеат во диво населје, кои што живеат во околината. Вртам на другар, звонам на татко ми, звонам на сите викаат, па не знам, има терористи у градот. Викам, какви терористи, човече, као? До вчера немаше ништо од еднашка терористи. Не знам, никој не знае да ми каже, никој не знае да објасни. Луѓе кои што се на 30 км од тебе ти звонат, затоа што таму е, нели, све окей. Односно, наведам така изгледа, како си шопреш, ти не знаеш што да им кажеш. И сега кога ги спробам пораките, уствари контам дека на сите им имам одговарано на ист начин. Не знам што се дешава, добра сум. Не знам што се дешава, добра сум. Меѓутоа, у тие моменти почнав да си ги поставам прашањата, добро, као што правам ја, уствари. Што правам до сега со животот? Затоа што никој не знае дали ќе останеш заштитен, никој не знае што ќе ти се случи. Го поминавме тоа, мислам, беше еден голема неизвестност. И сега
затоа што си ги поставаш тие прашања, онда се прашуваш и понатака дали вреди уствари се што си правил во животот. Дали е окей тоа што си учел режија, дали е кому му вреди тоа што знаеш ти да направиш представа, или кому му вреди тоа што знаеш математика, или не знам, кога во секој момент може да ти се деси нешто. И сега ние покањата ние ги слушаме, затоа што живееме малце, или живееме на Октомвриска, тука има многу згради, воздушна линија која што нели попречена, така да поминува пладни, после тоа почнува да се слушаат попутници и така натаму, и ја и сестра ме одлучуваме да одиме кај другарка ми. И сега ја во пижами само облеков бунда и патики, и сестра ми као вика на мајка ми, као се пакува нешто и вика, вика бундава и капудот, вика, ја ви ги оставам, ако се деси нешто поише, на граница ве чекам, пошто многу ми се скапи, као не можам да ги оставам тука. И сега си викаш ти као у тие моменти на што размислуваме, сакајќи да се заштитиме нели од тоа што се случува. И нема врска, одиме кај другарка ми, фаќаме такси, по пат ги гледаме другарка тргнале на свадба. И да, мислам, се гледате низ кола, низ прозорци ствари кола, и си кажувате нешто што точно знаете тоа момент што значи. Чувај се, те сакам, не знам што се дешава ни ја и мене не ми е сеедно и така натаму. И стане многу тажно еден момент. Одиме кај другарка ми и на цела таа мака уствари контаме дека ние не сме земале гаќи. Све имаме земјено со нас, немаме гаќи, као нема врска тоа. Тоа и дискутираме се ако бегаме што ќе правиме. И дека има луѓе што бегаат, дека има луѓе кои што се на граница, па онда се пише по социјални мрежи, сите шпекулираат, никој не знае точно што се дешава. И не знам, некако поминува сето тоа. Ја на крај ден пукам, ми звони најдобрата другарка, не можам да седам затоа што ми се смачи да објаснувам што се дешава, затоа што ни самата не знам. Настанот завршува како што знаеме сите. После тој настан мене градот не ми личи на тоа што беше порано. Може би ние сите се обидуваме да го гледаме така, може би јас се обидувам да го гледам низ друга боја, со други нијанси, меѓутоа одамна градот ми нема душа и оддавна не можам да се пронајдам себе си овде. Некако, како и да звучи ова, меѓутоа деновите откако се случи тоа, чувствував као некоја си многу тешка тишина, као сегде околу нас. Имаше жртви, нели, сите го памтиме тој момент, и мислам дека тоа беше клучното уствари за мене да ја одлучам да не сакам повеќе да останам овде, затоа што не е прв пат, затоа што 2001 беше исто така конфликт, односно војна, не ќе да го намалувам значењето на тоа што се случи. И затоа што после тоа се дешава и други работи, јас цело лето не можев да седам овде. Памтите као кога нели ќе испукаше некој огномет или на свадба со пиштоли кога пука и сите беше во социјални мрежи, добре дечки пак не се пука, добре дечки што се дешава. И некако станало навистина напорно, мислам, целиот тој период беше исклучително напорен. Памтам дека една сабајле кога спијав, но беше рано, и кога ми сон да слушам као пукотници, ама не се пукотници, станем нагло со облака, ми сестра вика кај оди шо преш, викам не знам се пука, изгледа сакам да проверам. Вика не бе, вика градот зградот карши. И сега едноставно мислам толку се големи, као толку остана травмата да веруваш дека нешто што е слично не е тоа, дека може исто така да ти биде закана за живот. Помина. Океј, мислам да многу мина од нас не ни помина. Друго што сакам да го споменам е дека средината те гуши, како буквално, така и фигуративно, дека сите сме сведоци каков е воздухот надвор, дека немаме пред некој ден поминувам на пешачки, као уствари таксистот ме пушта да поминам, ама ние поминуваме со сестра ми, а не пушта, се движи. И јас застанам и викам, окей, викам, уреду, викам, ајде, викам, ако садаш, викам, удрима, шо садаш? Не знам шо ти е поентата. И сестра вика, добро, вика, зашо те лути, вика, ова цело време, вика, окей, вика, не се напнува до толку. Вика, ме лути затоа што не се случува еднашка, се случува 100 пати. Така да тоа се ситуациите кои што ме нервира затоа што нема систем кој што може да те заштити, нема систем кој што тебе ќе ти биде пријател, најверојатно многу барам.
Меѓутоа се чувствам како јас, така и за сите останати, чувствам дека сме незаштитени, дека не си спочитувани сите права и дека навистина, не знам, ко испод секоја достоинство или сето тоа испод чест да ти се случуваат одредени работи. Ке се навратам на Ана, кога беше, мислам, крајот на представата, ни носат сценографија. Сценографијата се состои од картонски кутии и го прашам професорот, што иначе сценограф на представата, дали може да шкртаме нешто да пишеме, пошто нели луѓето се затворени во скривница 2,5 години, сигурно нешто пишувале на зидовите. И вика, да, секако, ја првото нешто што го напишав и единственото беше сакам надвор, притоа мислејќи за Ана Франк. Меѓутоа, затоа што после кога го напишав, сконтав дека тоа е за мене. 9 месеци се бавав со таа представа, инаку знаат и Кети Александра, обично 2-3 месеци кога се потреба се направи представата. Јас се бавам со блокирана сметка, се бавам со работа на институција, со правни политички работи, со административни, со све живо и диво, најмалку со креативни. И кога дојде креативниот момент, сето тоа требаше да се спакува за многу кратко време, за многу брзо, и сватив дека представата уствари повише јас се задржав на делот на кој што не требаше да го работам, затоа што немаше кој да го сработи, отколку на овој друг дел. И сватив дека сакам надвор од местото кое што мене ми е дома, односно сцената. Така да не знам кај беше тоа надвор, меѓутоа сакам да излезам и откако завршим, мислам дека се чувствувам леснато. Сакам да ја цитирам Нина Максимова од една представа зад кулисите од Куманово, го имаше направено ова, секунда само. Значи имаше повлечена линија и памтам дека кажа дека ова е местото кое што е мое и од тука натаму сите може да ми направат било што сакаат. Меѓутоа, ова е местото кое што никој ништо не може да ми направи, кое што сум најзаштитена. Јас се прашав дали уште тоа место кое што сум најзаштитена и дека да, најчесто за таа Драгана што е лута, дома нема никој, меѓутоа во последно време дома ме нема ниту мене. Фала многу. Да, благодарам за оваа приказна, која што всушност не засега сите нас. Мислам, сите се препознавме во оваа наша константна битка дали да остануваме, дали да се одиме на незадоволство со животот кој што како да не прогонува од таму од каде што сме дојдени. По овој весел и оптимистичен почеток ќе продолжиме со една друга Ана Јовковска, која што сигурно сум дека ви е позната на сите вас уште од многу одамна. И Ана е една од лицата со кој што јас пораснав на телевизија. Една од најбитните наши новинарки. Ана е исто така битен глас во активизмот во Македонија. И исто така, ја знаете, нас пред кратко време, колку, 2 месеца? Во Куманово? Да, пред Куманово, 4-5. пред 4-5 лела, мене ми се чини дека времето проаѓа многу по-споро. Пред неколку месеци Ана промовираше и својата последна книга тука во Куманово, Ехо на слободата. Ана, ја чекаме твојата приказна повеќе. Благодарам, Румена. И јас, слушајќи ја сега Драгана со тие сериозни травматски искуства кои што ги сподели така интимно и несебично со публиката, се прашувам како ќе звучи мојава приказна. Малку по-оптимистичка е, па ќе се обидам некако да го свртам ракурсот. Дома мене ми е свет простор и дома не го доживувам како концентрационен логор, нели како што го нарекуваше една многу позната феминистка Бети Фриден, и како што за жал многу жени всушност го доживуваат домот, затоа што се обидувам, ете така сум решила да им пркосам на тие традиционално патриархални матрици дека жената треба да го нахрани целото семејство, секој ручек дома, секој ден дома ручек оцервиран и така натаму и така натаму. Така што се опитувам да се го чувствувам како еден интимен простор или би рекла како кукичката на полжава, затоа што таму се чувствувам некако најзаштитена. И мислам дека овие нормирања за женската работа не доаѓаат само од машкиот шовинизам, туку многу подло се репродуцираат низ генерации и генерации на мајки, на баби, на свекрви, некако жените некогаш и сами си го наметнуваат тоа дека женската работа им припаѓа на нив, во наводници женската.
Јас преферирам дома да читам, вместо да чистам. Ама од друга страна па сум фашист кога е нередот во прашање дома и некако малку шизофрена е таа една позиција, од сакам да ми е чисто. Па сваќам дека сум контрол фрик и тука не би сакала да го нападна мојот сопруг кој што не е доволно родово сензитивен, туку го сваќам тоа како некаков свој психолошки проблем. Ама сакам да ви зборувам за еден друг психолошки проблем, собствен. Иако стравот е многу пати тригер во животот, сметам дека повеќе пати не е кочница откако некаков мотив или инспирација. А другата моја психолошка мана е што некако не се чувствувам пријатно во осама, така би рекла, тој термин би го потребила, во осама, во темница. Со други зборови, поедноставно кажано, често имам проблем кога сум скроз сама дома, кога не ми е тука партнерот, ако треба да преноќам, немам вистински проблем, ама не ми е чувството некако најкомотно, иако кога не е тука партнерот, дома ми се и куќето и детето. Ама добро. И сега, оваа случка што сакам да ви ја раскажам е од пред повеќе години, тогаш не беше родено ни куќето, ниту детето, а и сопругот не беше сопруг, беше се уште момче, иако и ден денес не ми е некако комотен одомакинет, веќе ако зборуваме за темата дома, тогаш со таква терминологија би рекла дека се уште не ми е одомакинет терминот сопруг, па би сакала подолго во приказната да го ословувам со партнерот. Значи, мојата приказна почнува кога мојот партнер пред 6 години ми соопшти 48 часа пред да летне за Доминикана, на другиот крај на светот, дека ќе оди да работи во странство. Што значи дека како и многу кумановки сум го поминала тоа искуство на носталгија по нашите мажи, без разлика дали се работи за љубовници, браќа или другари сеедно. Ама ова 48 часа пред авионскиот лет е навистина еден голем шок. Образложението му беше дека тоа го сторил за некако да не се убедам, да не ги искориста моите, така ми рече, моки да го предомислам и да му влијам дека сакал да донесе самостојна одлука за својата работа во странство и дека планира да оди 3-4 месеци во Доминиканската република да работи како фотограф и како видеомонтажер. Инаку тој е филмски режисер по професија, иако сега во последно време не се бави многу активно и чисто со режијата, но јас не заборавам да го потсетам дека во неговата професија доминираат мажи и дека многу често тука се жените дискриминирани, па дури да го потсетам на тоа дека Оскарот, кој е најпопуларна награда во филмскиот свет, наликува многу на маж како статуетка и дека феминистките пред неколку години дури се обидоат комплетно да го преобликуваат во фигура на маж, испраќајќи со тоа една сериозна критика за доминацијата на машките во таа професија. Како и да е, значи тој ми соопштува дека ќе тргнува за Доминикана, јас почнувам да си лијам солзи. Си ветуваме дека ќе се слушнеме секој ден, иако случкава е од пред 6 години и тогаш Вивер не беше толку популарен како ден денес. Ама добро, ќе се слушаме, ќе бидеме во контакт и така натаму. Немој само да почнуваш со емотивни уцени, ми вели. Мо? Вика, немој да почнуваш со емотивни уцени. И тука сваќам дека мажите многу пати, а не само мажите, и жените, слушам како ги обвинуваат жените дека се манипулативни, дека тие биле вратот, мажите се главата и дека жените користат емотивни уцени кога сакаат да добијат нешто. Уште една замка на родовите стереотипи. Како и да е, добро, го испраќам, се правам бумбар плачење во цел тој период и така натаму и решавам сега како да си решам собственава емотивна криза, се фрлам на работа, на едно енормно количество на работа. Не дека често тоа не го правам и дури мислам дека во последно време се чувствувам досадна самата на себе кога се жалам дека премногу работни ангажмани, дека не ми останува време за себе. Па често нели ми го поставуваат и прашањето кој што исто така во себе има една родова замка, како балансирате со кариерата и со домот, нели сега како тазе мајка, млада мајка, кога велам млада мислам не по години, туку тазе, по искуство. Така што, како чисто знаеме да кажеме, од понеделник ќе сменам нешто во секојдневието. Како она од понеделник кога жените ветуваат дека ќе почнат со диета. Секој понеделник од понеделник, ама и тоа со диетите е уште еден притисок кој што ни се наметнува од културата дека жените треба да имаат совршено витко, слабо тело кое што е некаков идеал по некаква формула за убави, за око, лесни за употреба. Барем најчесто е таква медиумската репрезентација
на жените. Но не ми е приказната на тоа, да не го губам фокусот, да се вратам на она што ми е главно кормила. Јас, за да излезам од мојот емотивен вртлок, во кој се ми се гледаше тој период некако неутешно, сиво и тажно, се фрлам на работа како политичарите на, ја знам, флоскулата на политичарите 24/7. Тие сите велат дека работа 24/7. Дури кога не ги исполнуваат работите кои ги ветуваат. И сите тие денови некако се чувствував сама и осамена. И сега тука не би сакала да ме разберете погрешно, значи би сакала да направам некаква дистинкција. Едно е човек да си е сам и да си е доволен самиот на себе и да биде во еден постојан конструктивен диалог со сам себе, а сосема друго е да се чувствуваш осамен и празен како лушпа од оревче. Јас бев во оваа вторава категорија тој период и така некако се обидов да компензирам таа празнина. Ми текна на она позната мисла на Петре Андриевски, ништо не е повидливо и ништо не е поприсутно од твоето отсуство. Така некако беше, сега немам фактите точно за збор. Како и да се вратам на стравот од кој почнав, една вечер, заради големото количество на работа, чувствував константен замор и сега една комбинација од замор и страв да излегувам доцна во ноќта сама и да се вратам доцна навечер, кој од друга страна е легитимен, затоа што испитувањата, истражувањата кажуваат дека голем процент од жените не се чувствуваат безбедно на јавни простори и во истражувања кои се направени на 780 испитаници, 1/3 од жените или девојките, девојчињата се едно одговориле дека избегнуваат да излегуваат навечер сами или пак додат на несигурни места, што е уште еден показател дека жените не се чувствуваат заштитено на јавните простори. И сега за да избегнам доцна во ноќта да се враќам сама и да така се чувствувам некако и уморна, решавам на гости кај мене дома да ја викнам мајката на мојот бивши дечко, поранешното момче, да видам во јазикот покоректна, ама не на трач муабети, затоа што никогаш не сме имале некаква таква релација, туку затоа што жената во тој период работеше во една хуманитарна организација која се грижеше за сиромашни семејства, за бездомници. Имав еден куп алешта кои што сакав да ги донирам, бидејќи со неја имав пријателски однос, ја поканив на едно кафе и реков и онака позгодно ми е да дојдеш ти да ги земеш алиштата, јас и не возам кола, што од некаков мој заради некаков мој демек еколошки активизам и заради тоа што пропагирам урбан велосипедизам, затоа што сметам дека тоа исто така ќе влијае на некој проблем, огромен проблем кој го имаме во земјава, тоа е со загадувањето и кој го почувствувавме и овде во Куманово, само што излеговме од комбето со кој што доаѓавме од Скопје, еден опоен прекрасен мирис на отров што ни се случи пред театарот во Куманово. Но не, тоа само единствената причина да не се фолирам и да не морализирам, значи другата причина е од намукајте. Просто не возам и сватив дека ќе биде многу покомплицирано, јас со својот велосипед да товарам кеси со алишта, отколку таа да дојде да ги земе работите кои би сакала да ги доминирам. Зима беше, совршен период за тоа да се сетиме, бидејќи ние луѓето многу пати кампањски се сеќаваме на оние на кои што им е потребна наша помош, а некогаш за да се искераме држата на совеста за нашето его да се чувствува подобро дека ете сме направиле нешто донирајки, но пак да не се оддалечам, фокусот на приказната е друг. Ја викам јас господјата на гости, веќе 2 месеци до тој момент беа поминати како беше заменат мојот партнер во Доминикана, на другиот крај на светот да се подсетиме, каде што него му беше цело време лето. Значи кај нас беше зима, таму беше лето, палми, базени, песок, плажи и сите те убави пейзажи и авантури. И додека ние превртуваме низ кесите салишта, во еден момент ми звони домофонот. Не очекував никој во тоа време од ноќта. Малку се збунив, малку се изненадив, обично денски знаат да зазвонат повеќе луѓе, ама ноќе ако не чекате гости, не очекувате да ви зазвони домофон. Отидов да се јавам и од другата страна го слушам гласот на мојот сакан. Тој дојде во Скопје, онака како што замина, без да ми каже, со идеја да ме изненади. И него го пукнала носталгија, не издржал, го планирал враќањето, решил да ме изненади, ама тајмингот беше малку погрешен. Јас толку се израдував, се возбудив, реков добро, сега тоа имаме адхок ситуација, се качала во бела кошула, што
никогаш не носи. Тој ретко носи кошули, а камоли бела кошула. Нешто вака слично како кошулата на Румена, која е прекрасна. Само без толку тантели и раскошни ракави. Го гледам во бела кошула, одма сваќам дека тука нешто чудно ќе се случува. Тој е шок, затоа што Скопје е мало, како што и Куманово мало. Иако Скопје велиме дека е милионски град, Скопје е мало и тој многу добро ја препозна мајката на тоа моје поранешно момче. И сега една ситуација тука, како да ви обяснам, веројатно прво што му се сврти во глава е дека сум се смирила со бившиот, дека кој знае што се случувало во тие 2 месеци, како ќе објасниш дека ти уствари си само голем хуманитарец? Ми треба неколку дена за да се вратиме по линијата на довербата, а тој после некое време ми кажа дека изненадувањето имало уште еден дел, кој не го направил затоа што лошо се изненадел и го пречекав со ладен туш, а тоа е дека белата кошула била дел од неговото романтично сценарио, да ги извади запресувачките реквизити и да ме побара за жена. И сега тоа е кулминацијата, на која што кога ми ја раскажа приказната, после неколку месеци веќе во една смирена атмосфера, му кажав дека добро што не го сторил тоа, не затоа што не бев сигурна во љубов дека го одбијав заради тоа, туку затоа што тој период просто не сум сигурна дека верувам во бракот како институција. Така што не сум ни најсигурна дека одговорот ќе беше онаков како што ќе го израдуваше. Во секој случај, таа вечер за сите беше веројатно многу чудна и шокантна, за мене беше сепак радосна затоа што ми се врати саканиот порано од оно што очекував. Не морав после веќе да радам 24/7 како политичарите. Сега бракот подоцна се случи потоа и дете, а инаку на тема за бракот со Румена сме разговарале во едно интервју, кога ја правев интервју, точно се сеќавам дека твојот одговор беше дека бракот е нужно обштествено зло, затоа што на луѓето им е полесно да се наоѓаат во група, ама така пак и полесно се контролираат. И сега веројатно јас си легнав на брашното, бракот се случи, детето се случи и од тогаш јас сум многу ретко сама дома, а сега во недостаток на слободно време и време за себе многу често мечтам по тие сати да сум сама со себе, онака како што и Вирџинија Вулф зборува за собствената сома. Најна често се жалам за тоа време што ме недостасува на тема брак и сите останати обврски во домот, кои никогаш и сами се ги наметнуваме, а најчесто средината ги очекува од нас. Толку. Само да прашам кои се тие запресувачки реквизити. Колено. Не е прстен, бидејќи ние и ден денес не имаме бурби. Значи, иако сме регистрирани, сме во официјален брак, не си купивме бурби. Тоа не беше необходна реквизита за романтично. Прашате се рако, што американски танц требало да ти изведеш. Плажа и Добро. Ти благодарам, Ана, за овај интересен, интимен осврт на тема јавно, приватно, на тема загаденост, на тема на колку наметнатите работи ни влијаат директно, колку од нив одат индиректно. И еден мој коментар во врска со диетите од понеделник, во најрадикалните феминистички друштва во кои што сум била и на кои што се гордеам секако, секогаш ќе се провлече некој мојот за диети. Кога ќе се смалиме? Има една не се сеќавам, само Лори Пени вика дека општеството ги осудува жените секогаш кога прават нешто прекумерно. Ако прекумерно јадат, ако прекумерно се смеат, ако прекумерно зборуваат, ако прекумерно сакаат секс, веднаш тука има осуда. И дури ако зафаќаат многу простор. Ама некако ми се чини не е толку страшно. Добро, има некоја тука што не држала диета. Епа, браво! Јас не сум успела да држам диета, ама сум пробала. Тоа не се Мисля. Мисля. Продолжуваме со следната раскажувачка, исто така од Куманово. Александра Бешевска е актерка во театарот Куманово, на која што зад себе има веќе 50 представи. Инаку, кога се подготвувавме за настанот, на Сашка викавме, мајде, ти само почнеш збориш, затоа што е толку забавна и толку е смешна, а таа имаше неверојатна трема, па сега ќе видиме што ќе изгледа. Молам да многу силен аплауз.
да, се уште имам трема, неверојатно, мислам, актер 100 години овде на ова исто во Литвиче. И не знам зашто цел ден имам трема, диареја, се пропратувам, да не влегувам во детали. После овие травматски приказни, особено на Драгана, се травматизирав уште повеќе, затоа што ја имав опција да раскажувам таква приказна. Од 6 стана 10, од 10 15, 20, околу 3:15 стана 55, полудев. И реков да се откажам, нема да се откажам, да се откажам, нема да се откажам. Реших да не се откажам. Не знам колку ќе бидам смешна, Ана. Ќе вратам за ова. Ама ќе бидам безобразна, неверојатно. Ама пак ќе те сакаме. И сега ми е срам, ама што е? Сакаме безобразно. Што е тука? Орална традиција како се продолжува, ајде. Вака, имам еден цитат да кажам за таа приказна, пошто ми стои овде како овако. Прво што ми текна кога помислев да раскажувам на Куманово, случајно или не, како дел од сите тие непогоди што ми се случија, нели? Дури ги слушавме и бомбардирањата од Србија што идеа, кој живее од таму кај што живеам јас нагоре од Трета Македонска, сигурно ги гледал тие фамозни огномети. После 2001, па се ова со 9 и 10 мај, тоа беше онлайн војна на социјалните мрежи, со другари, со колеги од цела држава. Сега пукна таа јога се пушна. Сега живи сте, па живи сме уште. И така даја, имам едно само да кажам за тоа. Срцето ми е тешко од толку работи што ги познавам. И тоа е како да носам неизмерливи камења во вреќата, или како дождот да врнал безпрестан врз моето сеќавање. Не прашувајте ме за тоа, не знам зашто зборувате. Тоа ми е коментар на таа приказна. А јас ќе раскажувам за дома како дома, ама не... Мислам, имав опција да раскажувам за дома како семеен дом, дома како ова моето дома, затоа што сега во последниве години театаров ми е повеќе дома отколку дома, и за дома како Куманово, како еден локал патриот, за празното дома, или пак за евентуално татковината, за Македонија и за народот како жртва на општество у криза, нели? Се решив сепак да бидам малце позабавна и да раскажам како ми беше мене во мои години, кои имавме нека 10 на 12 години, во моје мало, за децата од мојата улица. Многу бевме, значи дечиња од секоја возраст, малечки, големи, вакви, такви, само бендисани, не бендисани. Жените бевме главни, морам веднаш да кажам. Мажите најчесто беа статисти за хепенинсите што ги измислувавме и ги правевме. Бевме така театрално мало, како да кажам. Сите беа талентирани за се. И сите идеа на секции, се прибиравме касно во ноќта, дали од улица, дали од по некоја секција, ма тогаш сите бевме креативни и некако тоа ни интересираше. Сега повеќе одењето по секција, обтеготувањето на децата е повише мода, барем за мене, и да се пополни тајми на родителите. Сега се оптеретени децава и не се уопште креативни. Сите имаат таблет и не сакаат да станат од своето место, попаклат цигари или по нешто да послушаат возрастни. Клише приказна, да, клише приказна, ама ние се тепавме, кој да оди прв по партнер цигари, оди тогаш имаше само партнер, МТ и Лорд. Лорд беше онака, богаташите пуше Лорд. Да, и имаше една 2 милиарда ги вика смо ми, ако се сеќате, се рударали лаковога на 2 милиарда, но се беше рудар. И Лорд беше најскуп, он беше 5 милиарда, а партнер беше 2 милиарда. И никад нема да забраво, не беше 2 милиарда, 2 и нешто и увек не стануваше за жвакач. И тој беше пачка значи, кој да служи некога постарога, преди некој мано секој не приметуете, пошто за 2 милиарда правимо мовет. Нели кој да купи цигари и кој да си добие просто кредибилитет за нешто понатака. Не се, бевме многу забавно мало, си правевме приредби. Секој викенд се организиравме. Најчесто жените бевме главни сценаристки, режисерки, се што треба. И приредбите се случува кај мене двор, затоа што имам широко дворче. И позади имам уште едно дворче, ама за тоа не ви раскажам. За ова предново имам едни скали вака, една тераса, ходникот ми е совршен, доаѓа како коридор за на сцена, за на главнава сцена.
Собичка тука, коничка тука, тоалетче мало тука, овде уште на соб, идеално. Гримиорна машка, гримиорна женска. Овде мажите, прекате работа за реквизити за ова зона, овде жените репетираме. Имавме долги коси сите, од сукните на мајките најчесто ги правевме вака, со овако. Репертарот ни беше Лепа Брена, Тајчи, Тесна кожа, цитати од Тесна кожа, Бранко Коскица, мислам се надевам има некој од 80. Бранко Коскица, Тесна кожа, така дале, и така ептен забавно ни беше. И македонските, евентуално некои евергрини, тук таму нешто, ептен бевме пројугословенски, онака носталгичари. И добро, и правиме приредба, ама имавме моменти, тоа се договаравме кога бевме сите слободни, сите за викендите, ги одржувавме во саботи исклучиво, од и во недели се брка фамилиарни ручеци нашите домашни. А јас имав една другарка, со која бев најблиска. И со таа другарка, која беше помала од мене, ама така по-акекатна, како да кажам, како те продаде, опасна беше, да речеме Сузе. Јас и Сузе многу сакавме да правиме тајни заговори и да се собираме кај мене или кај неа од крши дома кога нашите нема да се тука. Значи кога нема никој дома, кога си или на гости или вамо таму, ти тогаш си идеше по гости, сега не си. Сега на параста си на свадба. И вака. И стално секој викат не бе тука нашите, секој петок. Јас и Сузе имавме пасија, фетиш ни беше да пишуваме дневник. Значи беше многу мали. На 10 години, може би 12, не се сеќавам добро. Лексиконите за нас беа колко го сакаш и кој ти се свиѓа омилена боја на тај. Сериозни дневници. Во дневниците имавме некои теми, во смисла така инфантилни некои моменти на влюбување, заљубувања, приказна за лалето, за кукичето и не знам што, ама највозбудливи беа сексуалните приказни. Да не речам еротските. А идеја ни даде мајката на Сузе, тетка Трале, која, например, беше најопуштена, најофуцена жена в Малово, и ние, пошто сакавме прво да не караа случајно што правиме, да ги внесеме и возрастни да приказнаме. Мамо, кажи бе некоја она таква споменарка од твое време, сега не ме замаря, не знам што, некој ти ни кажеше, некој немаше да ни каже, мажите беат особни, татковците, чичковците, јела, бори, тоа тие тако зеранци. Ама, тетка Трале, например, ни кажа една ваква. Кад неког волиш, желиш да му буде лепо. А кад му е лепо, негде изван тебе, пусти ga нека остане таму. Јер тој е љубов, а све друго е себичност. Добро. И сега ни на тебе, под тебе мислиме со Сузе. Себичност, несебичност, љубов. Добро. И пиши, добро. И супер, се дешава овој момент. Јас имав моменти, например, отиди ни дава, а немавме како да собереме податоци за дневникот. Ке дојде срамотна сцена на некоја серија или на некој филм, филмовите ги знаете од тоа време, се менува канал, покриваме очи, се прави меморални деца, многу фини, не знам што. Единствено што можевме да гледаме, узимото, враќање во идома. Тоа почнуваше 12, се правевме дека спиеме, уствари гледаме вака. С едното око, ама тamo немаше ништо. Освен искасапеното лице на главната хероина и фамозната љубовна сцена која се залюбија, уште ја памтам. И тоа беше све еротизам, што можеш да видиш, нели? И јас се приградував од време на време кај братучето ми, кој 60 години постар од мене, во надеж дека ќе најдам списанија порнографски или некој романче или нешто така, нешто сочно. Не, само Дилан Док, ЕКВ, нешто Парти Брейкерс, нешто Primal Scream. После сватив што е работава, ја пораснав. И ја ги слушав, ама нема вез. Тука нема ништо интересно. И добро. И сега дојде моментот за една пеколна сабота кон недела. Сабота спремни за приредба. Ја даваме приредбава, решени да наплаќаме карти по 2 милиарди. Наплаќаме карти, тие пари не се смете, ги користевме за важни работи. Ги чувавме за на площад за сенки, да си купиме по некој стокчик, да спасиме по некој мач.
Добро. Помина приредбава, топ, најдобрата до сега. Ние главни, ја, Сузе, Мими и Јасе, најдобрите. Значи, топ, изvedба, топ, нема грешки, нема ништо, нема овако. Одушевени сите, имав една кучка, извежбав мене ја, таа беше, таа во представи играше, буквално, ама овде во представи. Таа мама викаше, буквално, мама! Гениално. И не се ставиме. Се. Да има всичко. И добро, гениално, ни дала пари, тука собрани сите, еуфорија, вау, супер, супер, супер. И недела се будеме утрото задоволни сите од оваквото, од премиерата, нели? И ме вика тато и мама, слушај, ние кодиме вечерке кумовите, тинтри-пинтри, ќе видиме вие кидете, нема да идете, вамо таму, јас да се слушам одмah со Сузе, да се собереме, да правиме тајни заговори или да ковеме планови, да развиеме сексуална фантазија. Многу далеко не отиде, признавам, значи се бегавме. И звони телефон. Немаше мобилни тогаш, нели? Да не го кажам бројот, ке се препознае тетка Трале одма. Звони телефон, се овеччо Тоше и му вика на татко ми, Живко, дома ли сте вече? Да дојдемо со Тралета да поразговараме нешто. Добро. И сега, што ќе разговарат, викам се овие. Ајде, може ќе сакат нешто со приредбава, да ни помогнат, нешто да биде по... Знаеш, да ни донират нешто, кај знам да не подкрепат. И влагат, Трале и Тоше, се ме стана попладнево, саботата се претвори во пеколна недела. Влагат со едно смутена фаца вака, кај мене дома, влага Мимица задни вака. Викам, Сузи, извини, добра си? Вака ме гледа. Влагаме доле во собава и ми викат, ај вие двете тука поседите во ходничево, ние нешто да поднаправиме муабет, ама не се оддалечувајте, па ќе ве викнеме. Одма знаеш што работа. Го нашле дневникот. Не не оставија да се оддалечиме, за да не се договориме што да правиме, како да се извадиме, што да правиме муабет. Не беше страшно кад неког волиш да му буде лепо и тетка Трале подпишана. Страшно беше и најстрашни беа писмата што ние си ги пишувавме самите на себе си од нашите љубовници. Не е смешно. Нема да одам во случни детали, ќе кажам два примера. Едниот беше вака. Мислам, ќе го кажам душко, тој ми беше љубов на мојот живот, на мојот век. Значи, влюбена бев во него до безвест. И толку не беше перверзна фантазијата, како да ме они така ни се обраќаат и ни праќаат такви писма на нас и ние се палиме тука леле колку не сакат. Не оти знаевме што е пенис и тако дали и да ти го ставам, ми го ставиш. Стварно не знаевме, ама просто ето. Или сме ги слушнале тие работи негде, или сме ги виделе вака дзиркајки, не знам. Важно едниот детал беше одвај чекам да дојде да ти го стават позади. Ајде, пресрами се. Одвај чекам да ти го грицкам цицку. Значи не лажам, искрено. Значи стварно беше многу грозно. Но така не одам, добро не одам, во ред. И тоа го читат нашите родители. Меѓу другото. Кутко им или мој беше добро тоа. Значи луѓе, тие скали 3 кај мене дневна, мисля, че некако 33, слагаме, значи вака прегледени и двете. Ќе скатам приказана. Знаете што беше за мене како да кажам, не знам, грозно во случај, што очекувавме најголема осуда од родителите кои по принцип се најстрогите, нели, например од татко ми, од Тоше и така дале. Најстрога беше тетка Трале. Не подбра моралнава Трале, да не речам не еба мајката, ја вака избезумена, Сузе исто, оти извини, ти ни рече кад неког волиш да му буде, остани друго е себично и така дале, и пошто таа најопичана, мислевме дека дома се ови и да нарендат, она ќе не брани, просто ќе застане зад нас децаве, не знам што.
ко се подигна овако женава, партали не направи. Не се, тоа е една приказна, која што после, нема да раскажам какви последици остави на нас. Кога научивме дека ова е срамно, она е срамно, што рече колешка ми се хипираме подоцна во животот од некои сексуални работи. Може би некој си имал проблеми после сексуални, некој, не знам. Ама добро, нема везе. Поентава беше дека тие луѓе, толку бевме заедно пишевме, заедно ги преминувавме сите гадости, сите убави работи, сите... Просто ние, така ни беше светот од тука, од горното мало, од дудинката до маслинката ни беше светот и ние стварно си мислевме дека ќе се земеме меѓу себе, ќе си бидеме мажи, жени, ќе си имаме деца, Скопје ни беше странство, зоолошка градина ни беше ко Диснейленд да одиш. Значи, тука ни беше светот, идеален, најголем, најубав, најшарен. И секогаш се навраќам на такви моменти, посебно од кога почна да се испразнува градот. Од кога градот стана печалбарски, од кога престана да слушам бендови во гаражи, по улици, ваму таму, од кога заминаа луѓе во сите алтернативни друштва и по некој старец од тие друштва е тука еден, има тука една, живи се уште добро е. Ама тие се тројца останати во градот, за жал, не ме разбирате, не осудувам. Секој си ја бара среќата, нели? Меѓутоа, празен е градот, нема душа, нема дух, нема ништо. Така случка имав пред 3 недели, после репетиција, идам накај дома, рано, 10 саатот, снимувам цигари, викам такси, преморана, му викам, ајде домица, ако сакаш до Елида, тоа е во центарот тука, да купам цигари, вози таксистот из улицава, едносмерно од театарот, брти бака, сабат, 10 саатот, 22, сакам да кажам, жив човек нема во градот. Не човек, куче немаше зашто да те касне. Се вртам вака, му викам, шо е поентава, сабота сме, сабота, или хао, викам, 10? Кај се луѓето? Ти па куде прашуваш куде су? У Малту, у Афганистан, у Ирак, у Малта. И сега викам, шо рече? Малта, да видиш ти, си отиде во Малта, што српски јазик на 4 години ќе биде официјално на Малта. И ми кажува податоци, пошто гледам луѓе што не ги гледам. Не вика сите се заминати. Дека не кажам од мојата фамилија, од најблиска фамилија, од селени, како сестра, како братовчет, како не знам, значи кој е Афганистан, кој вамо, кој таму. После една репетиција тргнав накај дома и ме обле едно одвратно чувство од театарот до кај мене дома, значи тоа е многу мала реакција, секогаш имало вриело од луѓе, вриело од народ, вриело од случки. Беше штуро, празно, немаше жив човек и почнав да гледам вака низ куќите, пошто ги знам сите луѓе, нели? Моето мало е веќе иселено, заборав да ви кажам. Од сите кои што бевме во Малово, останати се 2 девојки кои што работат и се омажеа во Скопје, за викенд доаѓаат со внучињата кај баба и дедо, сите останати не живеат тука. И тргна вака и почнав да размислувам. Баба куќе живее, а тука живееш, викам, кај Саша? А таму. А овде живееш овој, а овој кај? А овој кај? Почнам да сваќам дека ми е празно Малово, празен ми е градот, ми се испразни држава, луѓе. Значи, во тој прилог, сите знаеме зашто, да не тупам натака, нели? Во тој прилог сакам само да прочитам нешто. Не сега ви гледате што го виде. Јасмина, 33 години, Белград, мажа на 2 деца. Игор, 33, Африка, сингл. Диана, 29, Калифорнија, сингл. Дарко, 30, Прага, сингл. Виктор, 30, Афганистан, едно бебе. Наташа, Скопје, Елена, Скопје. Сузе, Скопје. Ацо, 46, Афганистан, сингл. Сања, Охрид, сингл. Ема, Германија, сингл, 40. Сања, 40 исто. Филип, Малта, 29. Сонја, Крузер, 35, сингл. Елена, Англија, Даделка, 23. Има надеж за Елена. Може и да се врати. Елена, Турција, 31 дете. Бисера, Турција, 32, едно дете. Саша, Афганистан, 33, 2 деца. Дејан, Афганистан, 36, 2 деца. Мими, Афганистан, 41 дете. Зоран, 56, Афганистан, 3 невработени деца. Маја, Крузер, 36, Трајче, 59, Афганистан, 4 невработени деца. Вања, 40, мажена, Америка. И јас, 30,
Седу, сингъл с 4 деца, Гринго, Мила, Блеки и Маски. Хвала. Добре, точно не се сплатеше време. Им не насмеем, стварно много трогателно беше на крај. Идеме следно со Љуми. Љуми Бекири, еден голем аплауз за единствената мачка. Љуми, иначе, за мене е исто специјално по тоа што ми беше студент. И се надевам и други студенти дека ќе има тука со мене на сцената еден ден. Инако нема да заборавам Љуми прв пат кога го видов на платото на УКИМ околу студентските протести беше. И нешто тука се мрткаат некои екипи од МТВ, леле, Љуми која се заврте, која ги избрка со дерење со цвек. Никој немаше буквално никаква храброст да им се обрати, освен ти. Така што така да запамтив првиот пат. Љуми е познат наш активист за човекови права, ЛГБТИ и исто така феминист. Така што Љуми, големо задоволство ние што си тука вечерас на нас. Благодарам, Румена, здраво на сите. Пред да почнам да разкажам приказната, морам да кажам кога ми се јави Ана и Румена и кога ми ја кажа темата, се навраќа во раното детство и во тоа што за мене представува домот. И некако ретроспективно така пробував да ги анализирам работите. Во најраното детство, во она до 5 години, мислам дека или 6 отприлика, домот за мене беше било каде и да е мајка ми. Кога се будев од спиење, прво што правев, ја барав мајка ми, а таа работеше. И кога беше на работа, ако беше прва смена секако, и ке се разбудев, ја нема мајка ми, покрај тоа што живеев со татко ми, баба ми, дедо ми, јас почнав да плачам и така знаев да плачам се дури не се вратија од работа и често завршував во болница, така. Бидејќи плачев по 5-6 часа без да престанам. Зато си слаб. Жујко. Пошто тоа некако почнав да излегувам во малото со другите деца и домот некако ми се прошири, домот ми стана целото мое мало, слично тоа што Сашка го зборуваше, само што јас раснав малку подоцна во други времиња и други игри, други перформанси, изведби правевме. Ние игравме Евровизија, пример, и мис на малото. Да, собираа сите возрастни и ние имавме секој своја изведба од Евровизија, ако беше мис, обично тоа женските излегуваа, машките беа водители и потоа гласаа луѓето по старите и ги собиравме гласовите и нешто имаше награда од прилика. И обично цел ден шетавме и такви работи, игравме различни игри. Како деца и тоа беше мојот дом, имавме некакви малски координати, знаевме и покрај тоа што не беше нацртано, немаше некаква граница. Од каде до каде завршува нашето мало, некако ние си го имавме замислено, пример, не знам, 2-3 улици, овие се наши, тие едната му не се, не ги рачунавме тие другите деца и не се игравме со нив. Подоцна, мислам дека уште тоа порана возраст беше, значи 7 години имав, сватив дека домот не е стабилно нешто, домот не е тоа место кај што живеевме. Иначе јас никогаш не останував дома сам во тој ран период, бидејќи живеев со баба ми која што беше парализирана 10 години. И кога и да немаше никој дома, баба ми ја имаше, таа не излегуваше и не сакаше да мрдне никаде, си имаше собствено катче во домот, си живееше во својата соба и излегуваше во последните години дури само на терасата, онака на воздух, и надвор биваше да излезе. Кога имав 7 години беше 2001 година и тој страшен конфликт или војна, како да ја наречеме, Драгана што рече. Тогаш почнав да не знаев што се случува на вистина, бидејќи моите ме штедеа бев многу мало за такви приказни, но се чувствуваше повеќе, не ме пушта да излезам надвор, некаков полициски час зборуваше и такви работи. Домот некако почна да ми станува предтесен, преддосаден, не знам, немаше никој. И бидејќи живеевме во прилично етничко чисто мало беше, значи ние не бевме, моето семејство не беше дел од тој етникум, кој што доминираше во тоа мало. И не знам, секој ден доаѓаа соседи, не знам, ако дојдат тие вие да не браните, ако дојдат овие ние да ве браниме, не знам, такви приказни, не знам, на моите веројатно им се смачи. И решивме да идеме кај баба ми, другата баба ми, оваа што живее со мене, во Приштина, во Костово. Таму само што заврши војна, не знам, пред 2 години предходно тоа. И окей, кидаме, се спакувавме и тогаш сватив дека домовите се менуваат, не се нешто стабилно. И тргнавме ние за Приштина, баба ми, требаше и дедо ми и баба ми да дојдат, овие другите, но тие одбија, бидејќи баба ми не сакаше да се мрдне од домот, таа беше од Сараево. И велеше како, не знам, ги дочекала, не бегала ни кога дошле германците кога била млада за време на Втората светска војна. Мислеше па не бегала ни кога дошле војниците на независна држава на Хрватска.
ни партизаните, па ни сега немала да бега. За неа сите беа некако окупатори, така ги доживуваше. И ние отидовме во Приштина, по пат тоа што го забележав на кај влегуваме во Косово, имав јас по патот секогаш кога идевме претходно со моите со автомобил или со автобус, имаше едни куќи, 3 куќи кои што беа многу идентични една до друга и тоа ми беа некаква, не знам, мерка за тоа дека кога ќе ги видам тие куќи, бидејќи тоа време гледав низ прозорец, кога ќе видам тие куќи дека одма сме тука, значи близко за 15 минути, дека ќе стигнеме во Приштина. Сега прв пат идеме после војната таму што заврши во Приштина и стигаме таму и тие куќи ги немаше, беа срушени цели. И тука нешто онака не ми штимаше, беа разрушени домови, стигаме и не идеме во куќата на баба ми која што живееше во Упијана, тоа е насока во Приштина, виднаш до католичката црква. Одиме во некој стан кој што живее баба ми, јас ништо тоа не знам, не ми кажуваа едноставно. На баба ми куќата исто така била срушена, домот е бил срушен за време на војната, па сега живеела под кирија во некој стан. Подоцна самата си ја изгради куќата, но никој не ја помогна, само државата, од новата држава што произлезе од се тоа. И окей, таму живеевме, не знам, една година, отприлика година и пол, таму излегував, исто така сега имав свое мало, не знам, се навикнав, се адаптирав на другите луѓе, на другото се. И подоцна сега кога се вративме, таму слушав многу страшни приказни и бев многу среќен што во моето детство, не знам, луѓето мислам дека од тука од Македонија се поштедени сме од таквите приказни што имаат други мои врсници, пример од регионот, поради војните кои што се случија во поранешната држава. Океј, се вративме тука, почнав пак да идам на училиште и се тоа. И се дружавме, прилично во моје мало имаше повеќе женски. И со тие што се дружавме, имаше во другите мало мачки. И како раснавме, така почнувавме, не знам, да се зближуваме, да се дружиме. Бидејќи не останував никогаш дома, не го знаев тоа чувство, кога некој од пријатели или пријателки века станеа сами дома, не ни беше интересно никогаш да стигнеме дома, секој сакавме да сме надвор да правиме бели. Тоа што го викавме. И се случи еден познат пријател, да го наречам, беше постар 2 години отприлика. Татко му беше една од оние првите генерации кои што отидоа во Авганистан уште во тоа време, таму работеше. Мајка му нешто тука работеше, но требало да иде на некој службен пат и тој ќе останал сам дома. Требало тетка му да дојде да спие кај него, но он ја убедил тетка му да не доаѓа, зашто сака сите, не знам, да не собера таму и да идеме кај него дома, да преспиеме таа ноќ. И окей, мене тоа ми беше прв пат онака да преспиам некаде вон дома без моите родители, освен оние детски екскурзии, се тогаш не спиевме како да помали на екскурзии, тоа беа еднодневни. И тоа ми беше тотално прв пат и онака се молев со моите, не знам, плачев дома, не сакаа да ме пуштат и окей, некако се сложија на тоа. Па кој ќе бидете, па кој ќе има, не знам што ќе правите, окей. Сакаш така. И отидов јас таму на тоа, не знам, сите беа машки, сите бевме машки таму што бевме. Идеше, не знам, пробувавме некако вајде да ги имитираме постарите, тоа што го гледавме од постарите, не знам, слушавме некаков српски турбофолк, Цица беше главниот хит. Јачу прва. Пиевме некои енергетски, не знам, пијалоци, не пиевме алкохол, но веројатно тоа ни беше замисла некаква, дека пиеме алкохол, дека од тоа ќе се напиеме, окей. И се тоа некако се стемни, видна 10-11 и некој даде предлог да гледаме порнофилмови. И окей, сите сложни, како ќе гледаме порнофилмови, извадија, не знам, некои CD-а, ги пуштија таму и идеа таму некакви хетеро порнофилмови. И иде тоа на телевизор и некој сега дава предлог, гледа, не знам, таму коментира цело време, јас онака бев, окей, бидејќи сексуалноста, не знам, на таа возраст, за мене барем, јас се уште бев на она ниво, не знам, симпатии, на држање за рака, на бацување во образ и такво слично, на идење, не знам, во школа, кога имаат физичко, тој или таа што ти е симпатија, не знам, да ги гледаш и слично. И ова ми беше некако чудно онака. И окей, некој сега дава предлог да мастурбираме. И луѓето, мислам, деца колку сме имале, 13-14 години дали сме имале, и окей, почнаа да се облекуваат, ја онако не се облекува. Почнаа да се облекуваат, си мастурбираат, ми викаат најопуштено, онака, па се облечи, ајде, што чекаш, као. Ја овако, не се облекувам, не знам, толку пуно тестостерони покрај тоа што беа деца, немам вида на уживотот. Тоа беа околу 7-8 мажи. И почнаа да мастурбираат, почнаа еден меѓу друг да се допираат, нели, след тоа. Мене тоа беше запрепастувачки некако.
Земав, избегав од таму, но беше веќе досна, сега што ќе кажам дома кога ќе стигнам, не знаев, зашто избегаш. Што ваму задача по математика. Не знам, беше помината полноќ и се враќам дома, јас онака звонам, бидејќи заклучено, среќа ми отвори дедо ми, нешто тука правев приказни, како ми било многу досадно, како не знам што многу луѓе, па немало кај да се спие и слично. И окей, јас се спасив од тоа. И тоа ми остана, не знам, како некаква траума после тоа. Почнав да се освестувам дека кога нема никој дома се прават работи кои што всушност не се прават кога ги има сите, некои забранети работи, веројатно. И затоа подоцна се преселивме со моиве, не живеевме со баба ми и дедо ми, и често останував сам дома и беше страв да викам луѓе. Кога останувам сам дома. Еднаш, една моја соседка, пријателка исто, помала од мене една година, мислам дека тука некаде во публика, дојде кај мене немаше никој дома, и бидејќи ми беше онака страв, имав страв само кога ќе ми дојде некој дома после тој настан. Од тие, не знам, 15-16 години кога имав, и не знаевме што да правиме, и викам, ајде ќе гаѓаме од балконот, од терасата, ќе фрламе, значи со се што најдеме во фрижидерот, за да ни биде забавно да правиме нешто. И окей, тоа го правевме цело време. Гаѓавме со зеленчук и со овошја. Таму некаде имаше еден двор на една соседка која што подоцна се качи и се жалеше на татко ми дека во дворот имала салата направена. И тоа беше тоа, окей, помина тоа, некако јас пораснав, луѓето порасна, се свестија за своите сексуалности. Тие луѓе кои беа таму во собата после тој настан, никој во малото не се зборуваше ништо за тоа, ништо како сите било најнормално, сме слушале музика, никој посебен детали што правеле после тоа. Не знам, многу од нив се преселија, дечкото кој што не покани дома, што беше во неговиот дом, тој заврши тука средно, па оде да студира некаде во странство и таму остана да живее. Се врати тука, имаше девојка од тука и пака сега во странство. И минатата година, приказната ми, минатото лето, удам јас некаде, не знам, из Куманова, се движам и го сретнувам него и девојка му. После, не знам, од средна школа некако онака имаме здраво, кога луѓето се оддалечуваат и веќе не се чувствуваат еден друг за доволно блиски. И покрај тоа што, не знам, сте поминале детство заедно и се сретнуваме на улица и он застанува, се поздравуваме, па како се, што си, оние обични моабети клише. Ми кажува дека не живее тука, живее во некоја европско-западна земја, ме запознава со девојка му, се супер, окей. Ми вика, ајде да се видиме ова везно, уште не знам, 7 дена сум тука, да пиеме кафе, одамна се немаме видено, многу сме се дружеле. И окей, онака сидам и си викам, ова ќе остане, ко оние обично што остануваат оние моабети, кога ќе се сретнувате со некој после многу време, ајде ќе пиеме кафе, тие кафења никогаш не се случуваат фактички. Се враќам јас дома и гледам на Facebook покана за пријателство од истиот човек, окей, викам, ќе го прифатам. Викам, овој ставно озбилен за кафе во она. Го прифаќам и ми пишува ајде да пиеме кафе, ајде утре, викам, ајде ќе се договориме утре, може, И окей, ми пишува утре преку ден да пиеме кафе, договараме место за не знам, за вечерта кога да пиеме кафе, каде, окей, тоа беше некој локал тука во центарот на Куманова. Колку часоти, окей. И биднува во 8 се договорив, не памтам точно. И накај 7 јас почнав да се спреам дома и ми стига порака. И ја не ми се излегува од дома, не знам што баба, не ми се накапува. Ако сакаш дојди кај мене. Нема никој, девојка ми не е тука. Не отидов на тоа, не знам зошто. Благодарам за овој прекрасен осврт и овие две прекрасни приказни за детската иницијација и за детството, како што ние го паметиме тука. На многу убав начин прикажавте се оно што се случувало убаво за окружување. Продолжуваме сега со веќе докажаната на Пич-Прич, Сандра Томовска, која што е по професија хуманитарка и бивша колумнистка на Офнет. Има што многу што да се каже за Сандра, ама ќе и дадеме просто преку приказната. Само да кажеме дека Сандра настапуваше на Пич-Прич слемот во Скопје пред неколку месеци, пак и изгрешам, не знам колку беа, каде што брилираше, па ете, денеска е тука. Со големи очекувања, вака. Да, чисто да знаеш, немај трема. Ајде, Лешки. Ја да питам прво организаторке дали можеме ми да се збориме на свој мајчин јазик.
Па јас мислам дека тоа е од мене онака како влажен сон. Да не речам. Се надевам дека некој ќе зборува на кумановски, ама ајде. Да, ја слушам ги овие кумановки од дека што седи. Вратив пак на... Нешто ми мотав тој на Скопски. Просто не ми се веруваше, викам, овие... Ај, овај глумица, глуми, Мислам, стварно не ми беше јасно. Дали некад можеш да се изразиш боле, освен кога говориш на свој мајчин јазик. Мислим, кумановски е македонски јазик с дијалект. Тако е да се разумеме. У старт, нема што да се натезамо на Скопски. Ево каде од мене седи госпожа, ја вика преска кумановка ли си, она вика не сам. Ја викам извини нешто кумановски, она мисли само дека збори добро, али вртиш го на Скопски. После. После ќе се разбераме. Да, девојка ме нависла дека ја себе се препознавам као човек кој што се занимава с хуманитарна дејност. Моментално сум ангажиран, работу Црвен крст на град Скопје, работу с мигранти, работу исклучиво тешко работу. Свак ден е за себе приказна, свак ден е една нерешена човечка судбина. Може да ви кажа дека тие мигранти што доаѓаат овдека и што кажуваат своји животни приказне, у последни 10 години може да кажа дека и наши животни приказне, ако ми седнемо ми на мигранти да им кажемо што све нас не се дешава овдека, има да осъмнемо заедно на границу и ми и они, нема да се знае кој повише плаче на своји гробишта. Нереално, они мислят дека само они лошо живеат и дека доаѓа овдека, они мислят овдека свет, не знам што, меѓутим, они не се свесни ствари колко они барем имав каде да побегнав. Ми овдека најбудали што останамо, ја не знам зашто останамо, али јеби га некој мора да биде локал патриот, некој мора да го држи во Македонија на здрави ноге, на која како му се заломи, што викав кумановци. Меѓутим, да се вратам на тему, викав, нема никој дома, како ја беше? Дома нема никој. Добро. Дома нема никој, али у свак случај најависва као Куманово бија печалбарски град, па жене биле сами дома. Па знаете ли колко мужи има сами дома што су жена на печалку по бел свет? Дали не сте свесни? Још полоша категорија кад муж остане дома сам, па и што остане дома сам, па спичка свет паре на жена, док су жена на печалку. Тако да жена остане дома сами, ама ај, знаеш како, али кад муж фати, што вика стари коваци, којску памету и нема назад. Познавам многу мужи кумановци кои што жената дела на печалку да ги извади внима од дугови, па на крај мужи и тој што останава, па и по $5 на сметку и тој потрошива. Така да ја не би многу да, знаеш, некако како кумановка згадено ми е више да ги слушам тие стереотипи за кумановке. Знаеш, кад кажеш у Скопје дека се кумановка, но одма те нешто повржев с нешто промискуитетно, одма почнев тие кумановски вицови, абе знаеш ли го не виц за кумановско. Знаеш, кад ги слушаш тие тебе работа, си викаш у себе, чекај, што искача, да ми извините, не израз, само кумановки се ева, па цела Македонија пости. Мисли, што смо ми по-неморални од Скопјанки, од Битолчанки или тако дале? Ја не ми е јасно. Ја лично кад чую такој кад ќе ми каже, кумановка, знаеш, и одма нешто упали му се тамо да ми промискуитетни, знаеш. Значи, нема везе, луѓе. Ево овие девојки овдека што седи Скопјанка, не знам откуде си, не е битно. Бетерсу. Така да, ево, овојки се вика, кад ти дадат 5 минута во живот, па се јавно ти такој лепо срезна каже што ти лега на душу, викаш си дај микрофонот е ваш, кажи си што си имаш, не. Во свак случај, значи да, ја генерално, пошто сам едно време се бавташе, значи, с кумановски мобети, свашта сам пишувала, скриена под некои псевдоними на Офнет, исто ми беше псевдоним персона нон града. Така да, научена сам и позади монитор да шљапам глупости, али јавно, ја немам, не презам, срам за мене непознат збор, никад в живот не сам знала што значи да се срамуеш, не виду и зашто би се уствари срамувала од некои своји поступке.
И од тој дома нема никој, пак дома нема никој, јеби го, ја што ќе расправиме овде кога нема никој дома, што ми се дешавало, што кажува Љуби, знаеш гледал сум порнофилми и така дале. Бре, открива сте Америку. Малечки вика по 14 години, какви по 14 години малечки, бре, што ти? И се вали тоа на возраст. У свак случај, ќе раскажу вечерно приказку која е истинита, нема никаква фикција, некој беше напишаја на групу на Пичприч. Знаеш, гледате да зборите нешто што не е фикција, да биде реално. Оно кога погледнеш позади себе, наш овој живот македонски стварно би како фикција. Значи, све што се дешава си викаш, Боже, реално ли е овој што се дешава и дали е овој истина што ми се мене дешава. Јер како искочиш од дома, од тој нема никој дома, цел ден ти е догодовштина, комановски кажем. Мислу дека се слажете с мене. Ние у какво лудо обштество живеемо, ја знам како сме нормални. Anyway, на комановски. Да кажаме комановски anyway, да кажем нешто. Значи, сакам да ви разкажа една приказка с цел да можда у живот окуражу, комановски кажано, да покрај овој цело труло обштество кое што живите, да бидете пример, да бидете витија кои што можда ќе го почнете овој промен во наше обштество и можда ви кои што навечер ќе си легнете и ќе си викате добре. Јас сам направила едно добро дело. Дали некој друг е направил ако нешто не знам. Меѓутоа ја увек гледам прво нешто што треба да направам, да биде како што треба да почне од себе. Не очекую друг некој да направи нешто, увек сама себе прво се взимам за репер и најчесто кад сгрешу и сама себе се увек и плюкам. У свој случај, да нема никој дома, понекад може да искочи некоја смешна сторија. Меѓутоа, ја имам нешто многу поразлично. У време кад работеше као новинар во портал Комановски мојабети, кој што по некој случајно се нешто што е моје дело, доби известување дека на Карши Монопол имало починато девојче, чисто родители немав пари да го погребав. Тоа е тај македонска реалност, да се ставиш у позицију да немаш пари ни да живиш, ама да немаш пари и да погребаш некоја. И до таму на лице место има што да затечу. Значи, ако ви кажа дека овдека ви сви у салу понекад сакат ќе отидат од тој дома, кад ќе погледнете имате телевизор, имате дневно, имате дечи соба, имате се, треба да бидете среќни, што на крајот ден какъв такъв ваш живот е добар. Верујте ми, во овој ебано Македонија има луѓе што немат леп да едев. У буквално смисло. И има луѓе кои што, кад некој дома им умре, нема за што да го погреба. Ако викам нема, тој значи нема. Иду у тој куќу и тамо затечую еден хаос. Невиден хаос. Ѓубре, 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 деца некои, не исчештени, не избајани. И оттаму искача една мајка по име Весна, која што нити знае што право ја таму, како право, зашто сам дошла, како сам дошла. Ја доаѓам, представljam се, викам, јас сам новинарка, дошла сам да напишу за вас сторiju, да соберемо пари, да погребаме кој дете. Видују што видују, мајка кажува дека дете починуе у несреќни околности и дека они немав пари. Праќам се дома, пишу историја на Комановски мојабети, пари се собирав, јавја се една предпријатија, вика дека тела на 4 годишно Иво ќе биде погребано и така дале. Се тој завршува, меѓутоа јас си давам сама на себе обеќање дека ја овој фамилија ќе пробам некако да го помогнам,
барем некој минимум услови за живота им приуштил, со тоа што решавам да збору со Стренду, газду на Офнет и да ga прашам дали може да напишу едну сторию на Офнет, да го потикнем во македонска јавност да донира нешто за тој семејство. Тренда вика само изволите, вика Сандра и вики се уклучимо, нема проблем, што треба ќе направимо, ја пишу историю, колумну под име Која уби Ива Мирковиќ. Ива Мирковиќ е уствари дете кое што умира у собствен двор, позади монопол, док мајка иде да збира џубре од контейнери за да ги прерани дома тие 3 деца, и кој што умира с 6 хемоглобин у крв. Тоа е знак дека тој дете, кад кажеш, трпи како куче мал збор. Пишуju статију, собирам негде близко до 5000 евра паре и у еден ден се јавја царина на Република Македонија и вика ми ќе дадем још 5. С тие пари решавам да на тие луѓе им направим комплетно нов дом. И правиме. Правиме соло, правиме крејат, купуваме на деца лежишта, ставljamo нови прозори, тој све средујаме. Меѓутоа, у целото и причу, ја запознавам још едно жена која што живи у исти двор, која што жена види се дека, за разлика од сестру, е ментално добра, резонира. Меѓутоа, жена која што на прво дава некоја импресија дека работи нешто што можда не е општествено прифатливо, али за њума е избор. Добро. И она ми вика, слушај, на сестру ми направи сте куќу, направи сте се живо, да ме помогнеш и мене не е лошо. Јас сам самохрана мајка на 2 деца. Иду позади од двор, има што да види, исти услови, нема вода, нема струја. Весна живи во тој простор, да нема ни прозор. 2 малечки дечиња се ни прилови плави очиња, едни црвени обрашчиња, едни убави дечиња живи у просторија 2 на 2, без грејење и без прозор. Ана Франк и њојан дневник е пичкин дим. Јас сам најазадна. Тој се дешава усред наш град. Научите сви нас одека. Многу одека од вас што седите овој сало сте го прошли куќу 100 пута. Можда никад глава не сте завртели да видите како живи некој таму. Весна ми кажува дека тие 2 деца што седи туја се од 2 татковци. Добро. Кажи Весно што може на тебе да ти помогне, слушај, требав ни а ништо за деца, требав ни нај добро. Јас се снавајам, тие пари што ги збирам за семејство на Иво Мирковиќ, купуju и на Весно тепих, не знам што, како. И ја доаѓам с целото помош да донесу, за да чуju ги тие деца пред врата, с по 50 денара у руку, а дома нема никој. Наведнаш се на оние деца и викам, коде е мама? Вика, мама ќе дојде. Ајде, 5 минута, па. А коде е мама? Ќе дојде мама. Меѓутоа, оние деца, како повише почна да ги прашуju коде е мама, сватисва дека нешто озбилно не е ред. И почнава, ама коде е мама? Ама коде е мама? У руке држи по 50 денара. Зашто ви ги мајка ви даде овие пари? Да си купимо тошчиња. Дај викам тета ќе ви кидамо да купимо тошчиња, не ќе да сам мрдне деца. Мама да дојде, почнава деца да плаче. Отиде позади двор, Весно викам, коде е сестра ти, викам, зарежала 2 деца, викам, пола сад времено. А, вика, она со прештење на сиди вас овде у сало, вика, сигурно отишла да се јебе за пара. Добро.
врати се, 7 деца, 7 деца плачат, ја што да право, кога да право, пробаа ние врата да отвору, да улејнема дома, не бива, да оставо ние 2 деца сами пред врата, не бива, свикамо сега. И сек, што да право? И ми текна. Нек се у полицију. И ве се у полицију, добар дан, Сандра на телефон, имам да пријавам 2 малолетни дечиња оставени од своја мајка пред врата. И да, како повече, наместо полиција да ме праша куде, што, како, не викав, не е тоа наша работа, јави се социјално. Добро. Јавljam се социјално, ни мајне више директно на директора и викам, слушај, овдека позади мене нема никој. Мајка е оставила 2 деца. А куде е мајка? Значи, не знам куде е мајка. Прати социјално работничко туе подхитно. За непони 15 минута додела 2 социјални работнички. Додела да мене вика, Сандра, ако ти кажемо дека овој 100 пут се дешава малце. Весна се занимава с отворено проституцију, деца ги носто поставлja сами. 100 пута го кажасма дека ако продолжи ќе го ги земемо, меѓутоа денеска стварно ќе го ги земемо. За непони 20 минута дали се некоја вина Весно, што се си не знам, Весна дојде. И почна да се тепа со социјални работнички. Тој пред си нас. На едно социјално работничко, ја мисли дека кад го фати за косо, ја не знам колко коса го останало во главу, меѓутоа, верујте ми, тој не е имало сила, што ќе го съпре Весно да не го ги земе социјална деца. Меѓутоа, беше касно. Социјално повика полицију, дојде полиција и деца ги одведела. Ја од овој дистанцу сега понекад се питам дали сам направила исправно работу. Меѓутоа, еве како крајно приказно ќе ви кажа дека на Весно како на родитела го беше дадено 3 месеца време да ги подобри услови дома, да обеќе дека више нема да ги оставя сами и дека ќе го ги вратив. Весна данаска и овде, уствари Марина, не е више исти човек. Она направи све да биде поново добра мајка. Она се преодаде, роди još едно дете, дојдела се с мужа. Тој да живив, отворив се прозор на тој куќу, чак што више стави свој климу. Ја верувам дека со тоа што сум го пријавила, дека сам направила добро дело. Мисля дека на тие 2 деца сам спасила живот, а на тој мајко сам го дала добро лекцију, дека што год да правиш во живот, не ги занемаруј собствени деца. Никад не ги оставај сами. Деца не заслужуваат да страдав, деца су деца и од овој дистанцу поново и поново сакам на сви овдека да ви поруча едно. Увек бидите на страна, на закон и на морал. Колко тој да ви изгледа тешко и колко тој да понекад ви прави да се прашувате дали правите добро работу, ако пријавите дека некој ги оставија деца дома, сами, за да дома да не се парче леп. Толку од мене. Ја да ви го раскажу овој приказку, верујте ми, увек ми предизвика некоја емоција, треса ми се снага не од тремо. Меѓутоа, од факт што увек кад размислу дека на овој свет има многу страдање и многу деца су сами, и многу деца имав големо муку не да гледав дома порно филмови, него да стварно да преживив, онда верујте ми, сви овдека, само да ви поручу, бидете увек хумани, бидете увек на страна на закон. Hvala vi puno.
некои многу комплексни прашања за кои што навистина има што да се дискутира. Благодарам за тоа. Се надевам дека ќе имаме можност исто така да зборуваме понатаму за нив. Одиме понатаму со доајенот, една од кралиците на вашата, на кумановската театарска сцена. Кети Дончевска Илич е скопјанка по потекло, меѓутоа 23 години. Е натурализирана кумановчанка, глумица, актерка во вдешниот театар, која што своите почетоци ги забележува во Прилепскиот театар. Кети, ајде да видиме колку сте всушност вие кумановчанка Сандра Преска, како малку да ве предизвика. Еден аплауз. Здраво на сите. Ќе се обидам на мајчиниот јазик да зборувам, нели на оно некој што сум се учела, како што вели Сандра. Не за друго, јас меѓу другото навистина мислам дека многу добро зборувам кумановски и сигурна сум дека овде во публика има луѓе кои што ќе го потврдат тоа Сандра, ама тој ќе го направиме после настанот. Затоа што навистина ми е многу важно. Јас прв пат сега со Сандра се случувам со човек во Куманово кој што ми има речено дека јас кумановски не зборам добро. И вака, извини, но малку ми е поразително тој да ти кажа. Типично кумановски, значи, вечно незадоволни да се имаат коментари. Ти јасно. Значи, вака вечер слушавме многу различни приказни. Ќе се обидам да се изземам од сите нив, иако додека како секоја приказна поединечно ја слушав, и така мојата варираше цело време. И сега сум пишман вака што не го прифатив предизвикот прва да видам Драгана Албани. Но како и да е, кога бидна темата дома нема никој, во прв момент помислив дека може не ми е интересно за мене лично. И си реков, бидејќи имав видено дел од настаните на Пич причи, наистина мислев дека имало поинтересни теми, сега јас кога требаше да дојам на ред, мене ми се погоди баш ваква неинтересна. Но во истиот момент, нормално, прифаќајќи го предизвикот, се залепив зона зборчето, поимот дома. И некако, кога се обидав да си одговорам што всушност за мене представува дома, ама автоматски, кој спушке што викаат, сигурна бев просто во тоа дека за мене дома представувам самата јас. И сега, што значи тоа дома да представуваш самата ти? Дома значи мојата душа, дома за мене значи мојот мозок, дома значам јас, она што сум, која што сум пред вас. Последниот момент тоа делува нели вака малку само бендисано. Сега ти малце нешто се занасаш тука, сега ти она представување, шо и тоа мислиш и како уопште мислиш тоа да го објасниш. Меѓутоа не си дозволи да се поколебам. Бев сигурна дека мојата прва реакција е вистинска. Меѓутоа нормално морав вака да се навратам наназад и самата на себе да си објаснам зошто сум се почувствувала така, односно зошто за мене поимот дома представува објаснување дека тоа се представувам самата јас. Во своите размислувања започнав од најраното детство, од многу, кога бев мала, ефтен мала што не се ни сеќавам. Период во мојот живот во кој што јас сметам по раскажувањето на моите родители дека сум била многу досадно дете. Едноставно, ние живеевме во тој период кога сум била многу мала во Ѓорче Петров. Ѓорче кога беше се уште една убава, прекрасна, огромна ливада, каде што немаше толку згради, значи многу одамна сум и јас додеше. И татко ми милуваше да зборува за тоа колку сум била мирна, колку сум била фино дете. Знаеш како века, ќе однесам на ливадата, ќе седнам и таа ќе почне да си кине тревки. Тата си кине тревки, вика, јас можам до центар да отидам да завршам некоја работа, ќе се вратам назад на ливадата, тоа се седи на истото место и си кине тревки. Никогаш не може да разберам што е поентата и како може тоа да биде, нели, поим за тоа колку фино дете сум била. Мене тоа баш ми изгледаше дека сум едно многу монотонно, многу неинтересно,
никакво дете. И навраќајќи се така, всушност, јас си викам, добро се, ова дефинирање на дома и јас, едно такво детство, едно дете кое што никому нема интересно, почнав да се качувам низ годините нагоре. И се уште сум во периодот каде што голем дел од мојот живот го знам преку прераскажување, особено од моите родители, од баба ми и дедо ми, кои што беа од Демиркапија, јас секој лето го поминувам во Демиркапија, така да на некоја 4-5 годишна возраст веќе сум почнала малку да се себе покажувам, односно сум пројавила некакви аспирации за некаква собствена манифестантност. А тоа е исто, преку раскажувањата на моите баба и дедо, со тоа дека сум ги собирала во малото, не знам, комшишки, пријателки, роднини и така натаму, јас сум се качувала на некое столче и сум пеела. Многу сум сакала да пеам. Тоа особено ми го кажуваше баба ми кога се запишав на факултет за драмски уметности, затоа што она тука си ја откри врската за моето однесување во детството. Ете ти уште од мала се знаеше дека ќе бидеш глумица. Добро. Понатаму постоја многу периоди во животот, меѓутоа зошто го врзувам дома со самата себе? Јас никогаш не сум била човек кој што многу се врзува за домот. Уште од мала сум учена да бидам многу самостална. Пее во детскиот хор Развигор во МКЦ, па потоа и во женскиот младински хор, така да уште од периодот на раната младост имав среќа и можност многу да патувам. И за мене беше, за моите родители беше просто невообичаено, да речеме, да им се случи керка им да им прати разгледница или писмо или да се јави. Дури еднаш од едно патување кога се враќавме од Англија, бидејќи патувавме со автобус, јас наистина бев толку истоштена веќе после 3 ноќи, 2 дена, 5 дена, не знам, патување. И на Плетско езеро дојдов до телефон и се јавив кај своите родители и бев на рат на плач, толку бев изнемоштена од сето тоа, а татко ми изреагира на следниот начин. Маре, ми се вика Маре, ојде да чуеш нешто, ќерка ти нешто плаче на телефон. Значи, ни буквално ми им беше јасно зошто на ќерка им може или им се случува и се случува такво нешто, затоа што во меѓувреме ме учеа дека домот на некој начин треба да го носам со себе. Предпоставувам дека отвореноста на моите родители, модерноста за тоа време, беше една од причинителите за тоа, затоа што сега би сакала да ви споделаме на приказна. Јас првите лекции за сексот ги добив од татко ми на моја 15 годишна возраст. Тоа е апропо муабетот за модерност и отвореноста, односно кога имав 15 години, кога веќе правиме муабет за тоа за мали возрасти, татко ми ме викна во дневна и ми рече: "Кирко, сега седим, сакам да разговарам с тебе." И сега нешто, седнав јас да разговарам, види вака сега. Значи ти веќе сега си во години, не разбрав какви години, ама јас тебе сакам да ти кажам нешто за сексот. Прво и основно на 15 годишно девојче, значи девојче, женски пол, од спротивната страна родител дама, машки пол, кој што зборува за тоа што е сексот и како треба да се однесуваш кон него, и неговата главна филозофија беше дека сексот е многу важна работа во животот. Особено најважна му беше дефиницијата дека многу животни премрежија утредени во животот можеш да ги решиш докога имаш добар секс. Не размислував што можеш да решиш, како можеш да решиш. Мислам доволно беше тоа што само на 15 години јас од својот татко слушав за секс. Меѓутоа му бев многу благодарна за тоа. Затоа што тие моменти на отвореност, на споделување на се и се што меѓу родител и дете, навистина сметав дека од мене направи една зрела личност која што понатаму многу полесно може да влива во животот. И токму затоа моите патувања првенствено, потоа јас после завршувањето на факултетот веднаш заминав за Прилеп, јас во јуни дипломирав, во август веќе бев на работа во Прилепскиот театар, така да година и пол, 2 поминав и таму. Се дел од објаснувањето зошто јас моето дома го третирам како јас. Меѓутоа, она што ми ја потврдува цела ова моја филозофија и за која сум сигурна дека е така, се разбира еден момент од брачниот ми живот,
Откој завршив факултет, нели, се вработив, па се омажив, родив 2 деца и на некој начин ги исполнив оние општествените норми, како оди тоа, па фамилиарните особено. Меѓутоа, колку и да ги исполни фамилиарните норми, и ден денеска се случуваат ситуации каде што заради некој му однесување или не знам некој мој муабет, се уште мојата фамилија знае да ме третира како црна овца, така да не верувате на тоа дека ако ги исполните некакви очекувања на вашите фамилии, дека секи биде во ред, далеко од тоа. И нормално сега сум во брачни води, брак како брак, тој си има своји проблеми, си има нели ово, иначе мојот брак не е подложен на никакви пикантерии. Нели, сега се враќам на најраното детство, односно на тоа колку сум била здодевна, наверојатно како мала, па вајда продолжувам и вака и како возрастна. Но она што многу добро го истренирав на стекот на годините на брачниот живот, тоа е кавгата. Јас многу сакам да се карам. Навистина многу сакам да се карам и тврдам дека тоа толку добро го правам на кој факултет да имам завршено за таа. Еднаш дури се обидов да си го објаснам тој ќе го споделам со вас, нели, пошто јас како театарски човек, ние во театарот, обично драмските текстови, театарските представи, се обидуваме да се однесуваме кон нив по едно ик правило. Тоа вели јасен почеток, каде што се отвараат јасни односи, ликови и така натаму, интересна средина, каде што нели треба да има кулминации, треба да има некакви заплети и така натаму и краток крај. И сега почетокот во кавгата секако ми е јасен. Точно знам секогаш зашто се карам. Дефинитивно обезбедувам многу добри заплети во текот на кавгата, да правам невидено интересна, возбудлива и така натаму. Нама малку тропирам кон крајот. Знам да приведам кон крај, ама некако не ми успева да биде краток. Не, најверојатно некој мастер ми фали меѓу време, предпоставам, факултетот не ми е доволен. Меѓутоа, кога бев на почеток во брачните води, што е она што е зошто дома за мене сум си самата јас, беше една сериозна кавга со мојот сопруг, за која што тоа е пред 21-2 години, не се сеќавам зашто било. Меѓутоа, кавгата беше толку страшна што во еден момент се најдов еден спроти друг и со искри од очите на едниот и другиот. Меѓутоа, оно што беше највпечатливо, така со убаво подигната десна рака и на едниот и на другиот, вака како во огледало да се гледавте. Станувањето свесни за тоа среќа и за едниот и за другиот, не оддалече еден од друг. Постојано сакам да зборувам дека, не знам, цивилизираниот наш однос кон животот пред се можеби не ни дозволи да ја преидеме таа граница. Меѓутоа, јас после тоа се чувствував многу повредена, се чувствував дека да, јас ваков живот не сакам да живеам, ако јас воопшто дојдам во ситуација, нели сега дека треба да дојдам очи во очи со сопругот, па се тоа ќе се расправаме, па кавги, па ова пона, не сум подготвена за такво нешто, иако мајка ми цел живот ме учеше дека треба Херко политика да го водиш на мажот, јас никако не научив. Почнав да се пакувам, сакав да си одам и така натаму, и да во пакувањето истоштена физички, истоштена и психички, и од кавгата, и од сите тие работи. Едноставно седнав и застанав и како да се соочив самата со себе. Јас не се доживував себе си како тип кој што се откажува, дефинитивно. Особено што сум и решив да не се откажам, односно решив да не се откажам од бракот во тој момент. Решив да не се откажам од моето дома, кое што требаше да си го создадам во себе си првенствено. Особено што сум мощна и наетлива и своеглава личност. И едноставно решив во тој момент, и тоа го поврзувам со денешно во моје објаснување за моето дома, дека во моето дома нема да дозволам никогаш да нема никој, но во моето дома не мора пак по секоја цена и да има некој. Важно е дека знам како да грчевито да се борам за моето дома, затоа што моето дома сум мојата јас. Благодарам. Успеавме да приведеме кон крај уште еден пич-прич. Се надам дека вие, публика, уживавте еднакво како што ние на сценето да уживавме. Навистина ни беше прекрасно. Мислам дека разговарахме за многу актуелни и многу релевантни работи.
дека отворивме нови теми и прашања за кои што ретко се зборува во јавност, што делом на и целта. И дека навистина покажавме колку фантастични говорнички можат да бидат нашите жени. Ви благодарам на сите. Сакам да се заблагодарам на нашите учесници, бидејќи е многу тешко да излезеш на сцена и да раскажеш приказна пред очите на јавноста, исто така да бидеш сниман во процесот, да после тоа да можеш да те гледа. Така што навистина ви благодарам за ова. Знам и јас сум го правила и знам колку е тешко и супер ми е што не морам веќе да го правам. Меѓутоа да, супер. Сакаме да се заблагодариме на Квина Толквина што го поддржа овој проект, конкретно исто овој настан во Куманово и ЛГБТ центарот за поддршка со кој што го реализиравме заеднички. Секако и цела наша екипа на сработници кои што секогаш ни помагаат и со кои што се соочуваме со сите проблеми. Благодариме на Кумановскиот театар што ни прими. И ви благодариме вам што дојдовте вечер, да се надеваме дека ќе ве видиме пак и останете тука, не сега. Туку, еве, храбри сме што сме останали тука и што придонесуваме кон нешто убаво. И тоа цело време зборуваме за тоа. Сите се заминаа, ама ние сме тука и се зборуваме едни на други, затоа што сме тука. Така што не одете никаде да направиме нешто подобро за сите нас. Така е.